Република Македонија, каде покрај канадските власти што присуствуваа, имаше представници и од другите христијански цркви, како англиканската, исто така беше и поглаварот на Македонската православна црква после ослободувањето, би рекла првиот поглавар, господин Доситеј, председателот на Матицата на иселеници на Република Македонија, тогаш Томе Буклевски и многу други. Джими Сандерс упорно и активно работеше во црквата, иако беше како член во црквата Свети Климент Охридски, заедно со другите македонци, не дозволувајќи да навлезат антимакедонски струи однадвор кои ќе ги растурат овие наши храбри македонци. Се организира разни банкети, веселби и други активности за што побрзо да се исплати долгот на црквата Свети Климент Охридски, а меѓу нив беше, како што реков, и Джими Сандерс. Нормално е дека секој член или председател или во управата што биле во црквата Свети Климент Охридски имаат своја заслуга, но јас би рекла дека најголемата заслуга ја има токму оваа група на македонци кои се зафатија да се изгради овој наш не само духовен храм, туку кој служи како културен центар на нас македонците, а тука меѓу таа група реков е и Джими Сандерс. Тој со сопругата Дорти и децата, заедно со другите членови, речиси деноноќно работеа во и за таа наша црква Свети Климент Охридски, не гледајќи на нивниот замор, па дури и на нивните деца кои беа мали, на кои им требаше сон да спијат, да се одморат. Затоа го давам овој мој кредит према сите нив, зашто тоа и го заслужија.
Сандерс цело време членуваше во црквата Свети Климент Охридски и организацијата Обединети македонци. Не можеше а да не дојде во недела кога голем број на македонци верници доаѓаат на светата богослужба во црквата. Со кафе ќе поминеше во разговор со своите пријатели, но неговиот интерес беше исто така и за историјата на Македонија, така да тој се зачлени и во историското друштво. Мора да се каже дека на многу македонски настани, како патронен празник на црквата, разни други манифестации, Џими Сандерс беше присутен за да и тој ужива во она што е македонско и кое ќе го презентира било со фолклор, драма, песна и така натаму, а ќе го потсети на неговото желево. Џими можеби поради неговите добри особини на карактерот ги ужива симпатиите од нашите сонародници овде во македонската комуна, без разлика од кој дел на Македонија се, зашто тој со секој ден знаеше како да се постави, да разговара, да се нашали, да се насмее. За Џими Сандерс не само што организацијата Обединети македонци и црквата Свети Климент Охридски остана да биде дел од него, од неговиот живот, тој, Џими Сандерс, како што кажува, имаше секогаш во својата идеја, посебно кога беше председател на организацијата, отпочна и со збогатување на фолклорната група, потоа исто така имаше хор, спорт кој настапува на разни манифестации, како и на пикниците кои се одржуваа по повод македонскиот национален празник Илинден, со масовна посета дури и од 10 до 20 илјади посетители од Канада и Соединетите Американски држави. За жал, неодамна тој си замина од овој свет. Но затоа пак, ако за се има почеток и се почнува од бројот 1, тогаш со полно право ќе кажам дека неговиот татко Спиро, како прв председател на црковната општина Свети Климент Охридски во Торонто, а Џими Сандерс како прв председател на организацијата Обединети македонци, веќе се запишани во македонската историја, каде од тие историски книги никогаш нема да се избрише. Реков, не напушти пред околу 2 недели, но ги напушти и своите најблиски. Замина во вечниот дом кај неговата сопруга Дорти, која како нестрплива да беше да го очекува што побрзо да бидат заедно на тој век. Но неговата желба, место со тага, неговото заминување сакаше да биде со песна која тој најмногу ја сакаше. Загинам, немој да ме жалите, напите се руино вино, скршете ги чашите. Верни другари, песна запејте, мене спомнете. Загинам, поп немој да викате, вие на гроб да ми дојте, оро да заиграте. Верни другари, песна запејте, мене спомнете.
umram ili zaginam, gdje ostanat spomeni, što sam ludovalo na mladite godini. Verni drugari, pesna zapejte, mene spomnete. Verni drugari, pesna zapejte, mene spomnete. Сите вие кои не сте во можност од разни причини понекогаш да не ја слушате директно што ја водам емисијата во недела, тоа можете тогаш да отворите на YouTube и напишете Voice of Macedonia, но и кликнете на subscriber, за кое би ви благодарила, а тоа е всушност бесплатно. Вие ја помагате и самата програма ја поддржувате. Ова на YouTube, инаку може секој да ја гледа секој македонец во било крај на светот. Значи, реков, отворете на YouTube под Voice of Macedonia и кликнете на subscribe. Уште еднаш да ви подсетам дека на 14 ноември после богослужбата ќе има промоција на монографијата за брачниот пар Борче и Рада Видиновски. Повелете, дојдени сте сите на 14 ноември, а ние да одиме со новините од Македонија. Секаде каде СДСМ нема кандидат за градоначалник во вториот круг од локалните избори 2021, поддршката ќе биде за коалицијскиот партнер, изјави председателот на СДСМ Зоран Заев, кој денеска беше во Охрид. Тој порача и дека владиното мнозинство е стабилно и очекува тоа да расте по изборите. Во Струга даваме поддршка на Рамис Мерко. Во Кичево даваме поддршка на Фатмир Дехари. Во Гостивар даваме поддршка на Невзат Бејта. Во Чаир даваме поддршка на Висарганију и соодветно во другите општини. Како што очекуваме поддршката и впрочем е апелиране, ја добиваме од нашите коалициони партнери. На вистина коалиционата влада и националната коалиција е стабилна, со надеж дека и ќе расне во идниот период. Не бевме задоволни во тој момент од градоначалникот Мерко. Со задоснување од недела-две почна и тој. Затоа што Охрид не е само на Охриѓани, туку и на Стружани, ама и на Струмичани, и на Скопјани, и на сите. Навистина почна активности кои што значат и рамномерно урбано развивање на градот и на населените места, без разлика дали живеат македонци, албанци, торбеши или било кој од граѓаните. Таму каде што се нашите двајца коалициони партнери ДУИ и БЕСА, оставаме граѓаните, секако тие сами одлучуваат, но дури и нашите членови имаат инструкции добиено по слободно убедување, тоа што мислат дека за нивниот град е најдобро помеѓу опцијата од двата кандидати да го изберат. Ова не е моја борба, туку наша борба за заедничката иднина. И ви велам, креваме глава кога тие сакаат да бидеме на колена. Одлучивме да се бориме за тоа.